Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Диабетес тип 1 е сериозна болест од која страдаат милиони луѓе во светот. Не бира години, пол, ниту начин на живот. Иако најчесто се диагностицира во детството и младоста, може да се појави на која било возраст. Диабетес тип 1 не може да се излекува, но со правилен третман може да се живее сосема нормално. Како да се препознаат првите симптоми? На кој начин се поставува диагноза и што може да се направи за да се контролира болеста? Ке ни појасни професор доктор Ивица Смоковски, ендокринолог. Како изгледа секојдневниот живот со дози инсулин? Ке ни опиша Михаела Крстич. Разговорот ке го проследите по рекламите, а во текот на емисијата ќе имате можност да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Кои причини доведуваат до диабетес тип 1 и зошто од болеста најчесто заболуваат деца и адолесценти? Кои се предупредувачките знаци за оваа болест и како изгледа животот со редовни дози инсулин? Дали треба да се исфрлат сите шеќери од исхраната? Имаме бројни прашања и дилеми на кои што одговор ќе побараме од професор доктор Ивица Смоковски, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот, а во студиото заедно со нас е и Михаела Крстич, студентка на маркетинг, воедно пациентка со диабетес тип 1. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Професор, има две основни форми на диабетес, диабетес тип 1 и диабетес тип 2. Па кои се клучните разлики? Така. Благодарно суштина за поканата. Диабетес тип 1 всушност представува една состојба каде што имаме потполно уништување на бета клетките на лангехасовите островца во панкреасот кои што создаваат инсулин. Поради еден погрешен имунолошки одговор, значи представува еден вид на автоимуна реакција. И тие лица не може да живеат без инсулин кој што по екзоген пат се внесува во форма на терапија. Во минатото, кога не бил открен инсулинот, умирале на млада возраст во тешка агонија. Со откривањето живеат нормален живот, значи со ништо не се разликуваат од останатите лица кои што немаат диабетес тип 1 и имаат, значи, долг очекуван век. Сега доколку внимаваат на гликемиската контрола, доколку внимаваат на исхраната, на физичката активност, доколку дајат на контроли, прават скрининг за диабетични компликации. Ако има дисциплиниран пристап. Да, дисциплиниран пристап, да. Диабетес тип 2 е нешто поразлично, кај тие лица практично не дека нема инсулин, дури има и високи нива на инсулин, меѓутоа постои инсулинска резистенција и тие постоечки нива на инсулин не возможуваат да глукозата од крвта навлегува во клетките. Панкреасот тоа што прави е создава висок инсулин и за некое време се исцрпува и тоа веќе резултира со покачени нива на гликемија во крвта, односно вериме дека има диабетес тип 2. Значи, би рекол дека во природата диабетес тип 1 и тип 2 се дидактички термини, представуваат екстремен еден континуум, бидејќи гледаме пациенти кои што се наоѓаат поблиску до едниот, односно поблиску до другиот крај, до другиот екстрем. Значи, кај диабетес тип 1 не се создава инсулин, уште на самиот старт, а кај диабетес тип 2 на почеток има отпорност кон инсулинот, а подоцна прекинува создавањето на инсулинот. Со кое темпо се развива диабетес тип 1? Тоа е, мислите, со која динамика? Да, со која динамика прогресира болест? Морам да кажам дека најголемиот број од пациентите со диабетес тип 1 се презентираат во компликација, веќе таа викаме диабетична кетоацидоза. Значи, претходно имала некој период каде што имале зголемено мокрење, тоа е полиурија, зголемено чувство на жед, тоа е полидипсија, и зголемено чувство на глад. И доколку тоа не се препозна и не се побара лекарска помош во тој момент, тоа прогредира и бидејќи имате, знаете, виша глукоза во крвта, меѓутоа клетките се гладни, бидејќи нема инсулин, таа глукоза од крвта не може да влегува во клетките. Тоа што прави телото за да преживее, активира алтернативни начини за добивање на енергија. Глукозата е најефикасен начин, меѓутоа ако ја нема, почнува да се разложуваат мастите. До масни киселини се бета оксидираат, се создаваат кетонски тела, значи кетони кои што ги детектираме и имаме таа форма, една компликација која што се нарекува диабетична кетоацидоза и за жал голем дел од пациентите тогаш бараат помош. Кога се во критична состојба? Кога се во критична состојба, да, за жал. И тоа е состојба која што не може да се лекува нити во домашни, нити во амбулантски услови, мора да се лекува во болнички услови. Ние лекуваме со инфузиони растори, даваме инсулин, следиме електролити и на тој начин овозможуваме да таа состојба пациентите ја пребродат. Втората презентација која што е нешто поретка и која ќе се фати во тој претходен стадиум, значи на
полиурија, полидипсија, полифагија, значи кога се уште нема дијабетична кетоацидоза, забележуваат или родителите или самиот пациент дека интензивно мокри во текот на ноќта и во текот на денот, дека многу пие вода, дека губи во тежина и на лабораторија ќе се види дека практично покачена е гликемијата и тогаш разбираме дека се работи за дијабетес тип 1. Има и други начини кои што ни помагаат, значи кажав дека се работи за погрешен имунолошки одговор, имаме можност да ги детектираме антителата кои што тоа го прават, тоа се прави кај нас, GAT65, IA, IA2, CIN-8, ИК и така натаму. Исто така можеме и да детектираме каква е внатрешната секреција на инсулин. Преку го викаме тој параметар C-пептид, да видиме дали телото на пациентот создава инсулин воопшто или не. И третата манифестација е најретка, за жал, тоа е асимптоматска, кога гликемијата е покачена, меѓутоа нема никакви знаци, симптома, нема полиурија, нема полифагија, нема полидипсија и на лабораторија гледаме дека гликемијата е покачена, без никакви клинички знаци, без да дојде до дијабетична кетоацидоза. Меѓутоа, за жал, тоа е најретка состојба и почесто се среќава таму каде што може да очекуваме дека ќе се јави дијабетес тип 1. Значи, ако некој од родителите има, ако браче или сестриче, близнакот ако има дијабетес тип 1, тогаш може да се очекува дека ќе се појави, тогаш нели таргетирано се бара и може да се најде и кога нема никакви знаци дијабетес тип 1. Михаела, што вас ве натера да поидете на лекар пред да добиете дијагнозата дијабетес тип 1? Првично, бидејќи многу мокрев, многу конзумирав течности и имав трнење во нозата и тоа ме натера да одиме во болница да видиме што се случува. Најнапред поидовте кај матичниот лекар? Да, па потоа... Тој веднаш се посумнева на дијабетес? Да. Па Двупати на Универзитетската клиника за детски болести, на одделот за ендокринологија. Колку години имавте тогаш? 12 години. Да. И веднаш ви беше поставена дијагнозата? Веднаш, да, веднаш. И првично почнав ми става инсулин преку вена, а потоа, откако ми дојде состојбата малку подобра, ме научија одма како да внесувам сама инсулин. Колку време обстојуваат тие симптоми што ги набројавте, како што е претерано мокрење, голема потреба за течности, глад, но губење на телесната тежина? Мислам, додека е качен шеќерот, многу нормално кога не си дијагностициран, ги има сите симптоми, но потоа откако почнува да се регулира гликемијата, веќе ги снимува полека и полека симптомите. Така се смирува. Да, се смирува. Професоре, дијабетес тип 1 се нарекува и јувенилен дијабетес, односно тоа е форма на шеќерна болест што најчесто се јавува во детството и во адолесценцијата. Зошто е тоа така? Дали е познато? Така е, како што рековте, најчесто се јавува, се смета околу 75% дека се јавува во детска возраст, иако може да се јави во подоснежна возраст. Тоаш го нарекуваме лада или дијабетес тип 1,5, меѓутоа практично не иде толку експлозивно, не иде толку брзо. Меѓутоа терапијата и самиот тек е сличен како и кај дијабетес тип 1 што се јавува во детска возраст. Има повеќе причини кои што ги земаме во предвид за да објасниме зошто се јавува во некои региони повеќе, во некои помалце, немаме точен одговор. Знаеме дека постои генетска предиспозиција, односно присуство на некои HLA типови, DR3 и DR4, DQ2, DQ8, тоа предиспонира, меѓутоа не значи дека секој човек кој што има такви HLA типови дека ќе добие дијабетес тип 1. Значи нешто треба од надворешната средина, некој тригер, нешто да ги активира тие да го активира тој погрешен имунолошки одговор кој што е насочен кон бета клетките. И тука многу агенции се обвинувани пред се вируси, ентеровируси, коксаки вируси, SARS-CoV-2 во текот на COVID-19 пандемијата, значи и некои бактерии. И некои бактерии исто така. Имавме случаи во текот на пандемијата каде што тривијални инфекции по неколку месеци практично продолжуваа со дијабетес тип 1 на нога, најобична настинка, COVID-19 инфекција по неколку месеци резултираше со дијагностицирање на дијабетес тип 1. Понатаму се обвинувани се некои имунизации, обвинувано адаптирано млеко, дефицит на витамин D, повисок социоекономски статус, некои заболувања на мајката, лекарства што ги примала во текот на бременоста, меѓутоа немаме конклузивен одговор. А некои делови од храната, како што да речеме кравјото млеко или пак глутенот може да... И тоа е обвинувано, меѓутоа немаме токсините од средината. Сето тоа, значи
се Но нема смета дека конкретен нема одговор. конкретен заклучок што е точниот тригер кој што врз основа на ваква генетска предиспозиција ќе го покрene имунолошкиот систем да сгреши и да се насочи кон сопствените бета клетки. Тоа што знаеме, например, е дека како одиме од екваторот кон на север, инциденцата на дијабетес тип 1 се зголемува. Па така највисока е во скандинавските земји, многу пати повисока отколку кај нас. Ама и тука има исклучоци. Сардинија, например, остров кој што е многу на југ, има многу висока инциденција. Понатаму имате држави кои што се на иста географска ширина имаат различни инциденции, значи комплексна е приказната околу дијабетес тип 1. Понатаму млади луѓе кои што од зони, региони каде што има мала инциденца, мигрираат кон зони каде што има повисока инциденца пред пубертет, ја добиваат инциденцата на земјата каде што мигрираат. Ако е после пубертет, ја задржуваат она од каде што доаѓаат. Значи има што зборува дека се работи за некој надворешен фактор, така. Значи доста испитувања се во тек, меѓутоа не можеме конклузивно да кажеме. Така, конечен одговор нема. Михаела, ви имате некој во вашето семејство со дијабетес? Не, јас сум првата, затоа и беше прилично чудно на почетокот за целата фамилија. Така. Каква реакцијата беше на вашите родители, па и вашата како дете, бидејќи на 12 години веќе требаше да почнете да се боцкате со инсулин? Па првично, мислам, сите бевме зачудени, не ни се веруваше, па потоа полека го прифативме тоа дека имам дијабет и на почетокот мене додека бев хоспитализирана, уште ми беше чудно, а потоа малку постресно беше. И потоа полека си се навикнав. Почнавте сама да си го аплицирате инсулинот? Да. Уште на 12 години? Уште на 12 години. Ви беше тоа стресно? Па не. Бидејќи се работи за боцкање? Не, никогаш не сум имала страв вака од боцкање од игли, така да тој дел од дијабетот не ми беше многу страшен. Колку пати во текот на денот требаше да примите терапија со инсулин? Па најмалку 4 пати за секој оброк и плюс навечер уште еден различен инсулин за кога пред спиење. А меѓутоа ако имаме хипергликемија, исто и тогаш кога ставам инсулин. Така, постојано со вас го носите инсулинското пенкало? Да. Може да ни го покажете, еве го тука е. Еве го. Така. Со тоа инсулинско пенкало, всушност, така изгледа. Да. Има мала игличка горе, Да. се одредува дозата што ви е потребна и се аплицира. Потребно ли е да се воведе специјален режим на исхрана, односно да се изфрли шеќер од исхраната? Па дефинитивно е потребен потребно е да се јаде по здрава храна и со тоа што откако ќе биде дијагностициран дијабетесот, потребно е поздрава исхрана и многу пазење на тоа што се конзумира, колку се конзумира, за да се одреди колку треба да се боцнеш инсулин. Бидејќи треба да ги мериш, да ги броиш јаглехидратите, колку конзумираш, што конзумираш, за да знаеш да колку левни единици инсулин да внесеш. Сложено ли е тоа? На почетокот да, ми беше сложено мене, додека го научам, но сега веќе мислам за се што ќе конзумирам, дали јадење, дали пиење, веќе знам на памет колку да ставам инсулин. Така. Се совладува, претпоставам тоа со текот на времето да се пресмета во глава колку лебни единици носи одреден продукт. Еве има роденденски забави. Можете ли да изедете парче торта? Да, слободно. Бидејќи јас веќе сум навикната вака на родендени, слободно си земам ако сакам парче торта, подоцна знам дека и да ми се покачи нивото на гликемијата, знам колку да земам инсулин, да не ставам премногу или премалку. И исто, например, еве, ако се конзумира благо, тортата одма мене не ми го качува шеќерот, туку може да се каже после 4 часа. 4 до 5 часа, така да знам да веднаш да не ставам многу инсулин. Туку после 4-5 часа знам да си додадам инсулин треба. Има ли работи кои што мора да бидат елиминирани од менито? Па според мене, еве и за мене, мислам дека не, пошто
најбитно е да знаеш колку да ставиш инсулин и како да го регулираш нивото на гликемијата во... Професоре, претпоставам дека сето ова не е лесно, потребна е едукација кај пациентите. Што обично им представува најголем предизвик? Што говори вашето искуство? Апсолутно, тоа што кажавте, значи, еден од столбовите на третманот на дијабетес тип 1 е едукација и реедукација. Значи, едукација во однос на премината на инсулинска терапија, едукација во однос на мерењето. Сега, верувам, ќе дојдеме и до тоа, постојат современи системи за континуирано глукозно мониторирање или сензори, како да ги користат понатаму, како да ги генерираат извештаи кои што нас не се потребни. Сите овие млади луѓе како Михаела навистина тоа одлично го прават. Понатаму едукација што да прават во тие така наречени sick days, односно кога се болни, како да дават повеќе инсулин, што да прават кога ќе им падне гликемијата, во услови на хипогликемија задолжително мора да имаат сите со дијабетес тип 1 и глукагон. Тоа е практично едно пенкало, не дај Боже ако изгубат свест, да може да им се помогне дека викнат брза помош, дека се воспостави венски пристап, кој што обично го аплицира околината, семејството, доколку се на училиште, на факултет и така натаму. Понатаму мора да бидат едуцирани за диабетичните компликации. Значи мора да знаат што би се случило ако гликемиската контрола не е добра. Значи да се прават редовни контроли, скрининг. Тоа сегаш го потенцирам, ние зборуваме со веројатности. Не зборуваме со гаранции. Тоа значи дека и најдобро регулираните пациенти со дијабетес тип 1 мора да прават редовни контроли, бидејќи кога си супер регулиран, веројатноста за компликација помала. Или тоа не е нула. За жал сме гледале компликации и кај некои пациенти кои што биле супер регулирани. По сите наши параметри и повторно ќе се јави компликација. Затоа тие скрининзи за дијабетични компликации пред се за дијабетична ретинопатија, значи провека на очното дно, за бубрезите, доколку има проблеми со нервите, подоцна во подоцнежниот живот, за макроваскуларни компликации, значи коронарна артериска болест и така натаму, тие скрининзи мора да се прават. И тоа е дел од едукацијата која што поминуваат и неопходна е реедукација. На една година, ако се појават компликации во моментот на дијагноза, кога има транзиција на грижата како Михаела од педиатриска кон адултна ендокринологија и така натаму. На која возраст се преминува од педиатриска кон адултна? Тоа е добро прашање. Значи до 14 години задолжително овие пациенти мора да бидејќи се педиатриски пациенти, деца мора да се третираат на медицинската клиника за детски болести. Над 18 години мора кај нас, бидејќи стануваат адулти возраст. Од 14 до 18 години може да бира. Така е Михаела. На 17 години се префрли од педиатрија кај нас. Колку често, Михаела, правите контроли? На секои 4 месеци правам контроли. Први нормално крвна слика за 3-месечната гликемија и потоа одам кај докторот на преглед. На преглед 3-месечен шеќер, така го нарекуваат пациентите. Што е тоа, професора? Тоа е практично H-бензин, ние го кажаме гликозилиран хемоглобин, еден се уште стандард златен за добра гликемиска контрола, фракција на хемоглобинот, која што е врзана со глукозата и тој параметар нас ни кажува каква била гликемиската контрола во изминатите 3 месеци. Меѓутоа можам да кажам дека Михаела е на сензор, таа е една од, да речам, пациентите кои што имаат најдобри резултати во однос на гликемиската контрола, ако не и најдобри. Значи тоа што таа го постигнува навистина исклучително. Ќе зборуваме, има еден параметар се вика time range, време на опсек, кој што целната вредност е над 70%, кај Михаела тоа е преку 90%, што е исклучително. Браво, Михаела. Исклучителен резултат, многу е тешко да се направи дури со најсофистицирани пумпи, а таа тоа го прави со пен терапија, значи со инсулински пенкала, така што. Значи дисциплината е клучна. Верувам, да, бидејќи ние комуницираме исто со сите пациенти со дијабетес тип 1. Меѓутоа некои имаат подобри резултати, како Михаела, некои имаат помалку добри резултати. Сега споменавте сензор, кој што го прати нивото на шеќер во крвта, бидејќи споменавте освен што хипергликемијата представува проблем, исто така и хипогликемијата е ризична состојба, па каде се поставува тој сензор, како се мерат, се отчитуваат неговите вредности? Па сензорот најчесто се става на рацете. И постојано се носи? Да, постојано се носи, обично траат 14 дена и тој има подкожна игличка, самиот сензор, со тоа што така се мери нивото на шеќерот во крвта и може да се мерат или преку апаратче, кое што доаѓа заедно со сензорот, или преку телефон.
Дали е непријатно да се носи постојано еден таков сензор кој што има игличка на него на Не, раката? воопшто, бидејќи игличката воопшто не се ни осеќа. Така да исто како да го немам. Професоре, од голема помош се всушност овие сензори за пациентите? Апсолутно да, бидејќи изминалите 45 години стандарден начин за одредување на гликемија беше преку капиларна крв со боцкање. И тоа Михаела може да ми потврди дека повеќе боли отколку апликацијата на инсулин. И тоа мора пациентите со дијабетес тип 1 да го прават многу пати во текот на денот. Мора сензорите на вистина целосно променја таа приказна, како што објасни Михаела, кога ќе се постави сензорот, тој мери гликемијата континуирано, значи таа нејзиниот телефон гледа во секој момент колкава е гликемијата. И не само што гледа колкава е гликемијата, туку има и стрелка која што ја кажува каква ќе биде гликемијата во следните 30 минути, што на Михаела многу значи. Значи дали ќе биде стабилна, дали оди нагоре, оди многу нагоре, тоа значи дека многу брзо ќе се качува шеќерот. Дали е надоле или многу надоле, тоа значи дека многу брзо и паѓа шеќерот. И врз основа на тоа знае што да направи. Дали да земе некој јаглен хидрат или се додаде инсулин и така натаму. Понатаму имаат аларми. Значи има аларми за хипогликемија и за хипергликемија, така што и сигнализира кога ќе почне да паѓа шеќерот, што е многу исклучително важно за лицата со дијабетес тип 1, особено кога спијат или кога се физички активни. Значи да може да речам да не дозвола да превенираат таа хиполикемија, да земат јаглен хидрати и да не влезат во состојба на хиполикемија. Тоа Михаела исклучително вешто го прави. Има и аларми за хипергликемија. А понатаму тоа што почнав кога ме прашате за HbA1c, за таа почнав со сензорите, ако имате гликемија во секоја точка од времето, може да се пресмета каква е вредноста на тој HbA1c, гликозилиран тромесечен. Тоа се вика GMI, Glucose Management Indicator или Estimated A1C. Значи можете ние добиваме вредност за HbA1c, кој што само потоа со лабораторијата што ја правиме од венска крв го потврдуваме. И тоа самиот сензор, а Михаела тоа знае да го направи, генерира податоци од кои што се прави извештај и таму добиваме значи информација за просекот. Добиваме информација колкав процент од времето била на таргет, на обсек, time range, тоа целта ни од 3,9 до 10, над 70% ви кажав дека Михаела тоа е преку 90%. Колкав процент од времето е под таргет, значи под 3,9, треба да е под 4%, од 3 треба да е под 1%, 1% значи 15 минути. Сега веќе зборуваме во време кое што го поминува на целна вредност, колкав процент од времето е над тој целен обсек, time above range, значи над 10 треба да е помалку од 25%, над 13,9 помалку од 5%. Михаела во сите овие, да речам, таргети, навистина е таму каде што треба да биде. Добиваме податок понатаму, исто така каква е варијабилноста. Тоа е многу битно, да не варира многу шеќерот. Исто имаме параметар, сека глукозна варијабилност треба да е по 36%. Добиваме параметар за средната гликемија и сето тоа го добиваме како информација врз основа на извештајот, AGP, Ambulatory Glucose Profile Report, кој што Михаела сама знае да го генерира. И кој ќе дојде кај мене на контрола и го покажува извештајот и гледаме кај се наоѓа. И гледаме лабораториските анализи, кои скрининзи се направени. Така дали треба да бидат технолошки писмени пациентите кои што ќе го носат ваквиот сензор? Дали можеби на повозрастните лица ова им представува предизвик? Тоа е супер прашање. Сите помлади лица како Михаела имаат никаков проблем со тоа. Значи веднаш тоа е толку интуитивно за нив, без никаков проблем разбираат што треба да прават, како се генерираат извештаите, како да го користат мобилниот телефон и така натаму. Тоа Михаела ќе им потврди, меѓутоа тоа го гледам секогаш кога се гледам. Тоа што е интересно е дека и повозрастните лица без проблем ја совладуваат оваа технологија. Значи кога имаат потреба, да. Како што користат повозрастни лица и смартфон, нели? Така користат и сензори, особено е тоа потребно кај постари лица кои што се на инсулинска терапија, кои што живеат сами, кои што нема кој да им помогне, нели, ако паднат во хипогликемија, додека викнат брза помош, може да биде предоцна. Значи сетираме аларми малце повисоко и истата приказна да превенираме да паднат во хипогликемија. Така што навистина имам пациенти кои што се над 80 години, кои што користат сензори многу успешно, без никаков проблем. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашање на темата на која што говориме. Може ли да се биде физички активен со дијабетес тип 1, да се спортува? Да, дефинитивно и многу е препорачливо за диабетичарите да спортуваат и да бидат физички активни, бидејќи така повеќе се поубаво се регулира шеќерот во крвта.
Потребно ли е лицата со дијабетес постојано со себе да носат нешто благо, нешто сладко во случај сензорот да даде знак дека шеќерот ќе падне? Да, дефинитивно. Јас секогаш со мене си носам нешто благо, а најчесто си носам сок, поради тоа што најбрзо ми го качува шеќерот. Конкретно некоја физичка активност, дали е дел од вашиот живот? Некој спорт? Јас многу се движам, пешачам многу, може да се каже на ден пешачам околу 5 километри, така да тоа. Тоа е. Каква физичка активност им препорачувате на пациентите? И што е најдобро да носат со себе во случај шеќерот да падне? Да, значи било каква физичка активност која што може да ја изведуваат, зависно од возраста, зависно од фазата во животот во кој што се наоѓаат, дали ќе биде тоа пешачење, дали ќе биде трчање, дали ќе биде нешто поинтензивно, теретан, значи нема никаква пречка. Нема ограничување. Нема ограничување. Особено тие што се на сензор, значи точно може да видат и кога им се качува гликемијата, што може да се случи во текот на вежбањето, а подоцна да падне. И бидејќи повеќето се физички активно попладневите часови, тоа паѓање на гликемијата, односно хиполикемија може да се јави во текот на ноќта кога спијат, и затоа сензорите се исклучително битни кај пациентите кога треба да практицираат физичка активност, која што ние препорачуваме како дел од животниот стил, нели како дел од третманот кај овие лица. Така што генерално нема ограничување, има пациенти со дијабетес тип 1, односно лица кои што се и ултрамаратонци, кои што возат велосипед со километри, значи буквално никакви ограничувања нема. Гликемијата, односно нивото на шеќерот во крвта, обично пациентите го регулираат со овие пенкала, но има и специјални пумпи кои што на некаков начин го имитираат панкреасот. Зашто точно станува збор? Така е, значи постојат и инсулински пумпи кои што возможуваат една континуирана подкожна инфузија на инсулин. Што е сега предноста на тие пумпи во однос на пенкалата? Тоа го објасни Михаел на почетокот, дека таа става, рече, со секој оброк ставам инсулин и еден инсулин ставам пред спиење. Тоа што практично го правиме со пенкалата, се обидуваме да имитираме физиолошката секреција на инсулин, како кај лица кои што немаат дијабетес тип 1. А тоа значи дека ние кога не јадеме и кога спиеме имаме секреција на инсулин. Тоа што исто и глукозата не е нула, така. Туку имаме некоја вредност на глукоза, исто така имаме инсулин. Тоа го викаме базална инсулинемија или базален инсулин. И исто така имаме многу повисока концентрација на инсулин кога јадеме. Тоа го викаме прандијален. И тоа се обидуваме да го имитираме и со инсулинската терапија. Значи има брз инсулин кој што ги покрива оброците и базален инсулин кој што покрива за 24 часа. Тоа што пумпите го возможуваат е тој базален инсулин малце пофино да го подесиме. Значи таму зборуваме со стапки на базални стапки или стапки на базална инсулинска инфузија која што се одредува на час. Значи да речеме од полноќ до 0,4 часот имаме 0,6 единици на час. Значи таму на час ги одредуваме стапките, од 0,4 до 0,7 имаме. Друга стапки така, значи можеме пофино тоа да го регулираме. Од една страна, понатаму кај инсулинските пумпи ставаме некои други параметри и тоа го спомена Михаела. Тоа интуитивно го прави искуствено. Значи мора да се стави една единица инсулин колку грама јаглен-хидрати покрива. И исто така една единица инсулин, тоа се пресметува. Една единица инсулин колку милимоли го намалува шеќерот. Тие параметри мора да се стават, инсулин to carbohydrate, инсулин sensitivity фактор, целната гликемија и колку време да е активен инсулинот. Значи тие параметри ги ставаме во пумпата, со тоа што базалните стапки течат така што се сетирани, а болусите ги става самиот пациент. Со тоа што има помошник, асистент или калкулатор или wizard, кој што врз основа на гликемијата која што во моментот ја има и грамите јаглен-хидрати кои што планира да ги изеде, значи мора да планира однапред, пумпата му сугерира колку болус инсулин треба да стави. Тоа се овие пумпи кои што ние ги имаме. Сега во светот постојат и автоматски системи за испорака, каде што врз основа каде што пумпата е интегрирана со сензорот и врз основа на тоа што сензорот го мери, базалните стапки пумпата сама ги испорачува. Меѓутоа се уште пациентот мора тие болус инсулините за време на оброк сам да ги внесе. Дали ќе биде тоа преку мобилниот телефон, преку контролер или на самата пумпа, бидејќи мора да ги внесе 10 до 15 минути пред оброкот и пумпата се уште тоа не може да го предвиди. Така што тоа е. Тоа се тие системи. Има и паметни инсулински пенкала. Да. Постојат ги има ли кај нас? Кај нас се уште ги нема. Ги има во некои делови на светот. Тоа се пенкала кои што се практично или самите во старцет дигитални, каде што кога се бира доза, информацијата преку Bluetooth се пренесува во мобилниот телефон, нека апликација,
и можеме точно да ја видиме дозата, времето и повторно врз основа на тие параметри за кои што зборував, може самата апликација да му препорача колкава доза на инсулин треба пациентот да внесе, или пак обични пенкала како тие што Михела ги покажа, на кои што се става додаток, кои што ги прави дигитални. И комуницираат со апликација на мобилен телефон, така што тоа е една форма на дигитална технологија која што ќе практично представува основа на третманот и грижата за дијабетес тип 1. Полека доаѓа и кај нас и сигурно тоа ќе стане стандард. Претпоставам дека тоа би било големо олеснување, Михела, доколку имате паметно пенкало? Па би било олеснување, да. Меѓутоа јас и со нормално пенкало немам проблем. Тоа сама си го одредувам тоа колку да ставам болус, тоа се и така да дефинитивно би било предност, но не ми пречи Ниту вака. Да, ниту вака. Сте били ли некогаш во хипогликемија? Да, сум била во хипогликемија. Мислам често. Така? И како се справувате во тие моменти? Ве фаќа паника? Треба да се биде смирен? На почетокот, морам да кажам, на почетокот да, ме фаќаше многу паника. Уште не знаев што треба, како треба, меѓутоа сега веќе имам се научено и знам колку да конзумирам, дали било јадење, дали нешто да се напијам. Тоа имам исто научено, колку да конзумирам, за да ми биде доволно да ми дојде гликемијата во нормала. И да не се претера. Да не се претера, бидејќи потоа може да дојде до хипергликемија, па да треба пак да се зема инсулин. И како што кажа докторот, тоа се тие варијации на гликемијата, што и не се добри, не е добро да имаш. Така, професоре, тоа е навистина сложена ситуација. Да, како што морам да кажам дека Михела изворено се справува со таа ситуација. Поинтата е што, како што кажа Михела, кога се е супер, ние се гледаме со овие пациенти на 4 месеци. Понекогаш кога работите не се добри, каде што има полоша гликемијска контрола, компликации, ги викаме почесто, на пократко време. Меѓутоа, огромен дел од времето живеат сами со себе. Значи, таа мора да носи огромен број на одлуки во текот на денот сама, без мене. Со мене се гледаат 3 пати, баш Михела конкретно 3 пати годишно, бидејќи е супер. Другите може се гледаат и почесто. Значи, сите одлуки ги носи сама. Имате многу одлуки кои што треба да ги носите. Индивидуално да се донесат. Индивидуално, да проценувате колку грами најлехидрати, да планирате. Сега овако го ја морам претходно да се поставам инсулин. Споменавте едукација и реедукација. И морате знаете да секогаш однапред многу работи да ги планирате. Не можете ад хок, кога ќе се случи нешто, заради тоа што дури со пумпите мора да го внесете инсулинот, брзо действувачкиот инсулин 10 до 15 минути пред оброкот. Така. Што го внесувате подкожно, му треба време на инсулинот од подкожното ткиво да стигне во крвта и да коинцидира со пикот од гликемијата од храната што сте ја изеле. Така. Сега тоа пак на тема пумпи во развој се овие пумпи кои што постојат тие автоматски системи за испорака, ви кажав, или што се викаат хибридни затворени системи, каде што базалните стапки се автоматизирани врз основа на тоа што сензорот го мери, меѓутоа блусите се мануелни, значи имате хибриден начин. Сега во развој има клинички испитувања за пумпи кои што бидат целосно затворен систем, каде што би врз основа на сензорот и тие промени во гликемијата, дури и болусите пумпата би ги превземала. Меѓутоа тоа се уште не е во комерцијално употреба. Се уште во фаза на развој. Имаме гледачи, јас ќе се извина малку почека пред да бидат вклучени во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав, прекрасна емисија, прекрасна тема. Ви благодарам. Диабетичар сум тип 2, не 1, веќе 30 години. Така. Ме интересира прво прашање до докторот, дали циметот оригинален селонски го снижува или го покачува шекерот или го регулира? Која му е функцијата и дали може да се употребува? И второ прашање, бидејќи јас во државна клиника почнав со терапија, првен таблетарна, после со инсулин и така натака, имаше многу флаери, прирачници, па курсеви се одржува, заради тоа што верувајте дека многу луѓе не знаат како да постапат. Нема од каде, ќе оди на лекар, меѓутоа лекарот гужва, не може да му објаснува. Луѓето се неписмени за диабетот како да се справуваат. Значи, тогаш имаше многу и денеска ги чувам јас тие флаери, како, што се постапува на хип. Така, сметате дека треба да има повеќе едукативен материјал наменет за пациентите со диабетес? Трошок да нема некој флаерче, некој упатство, па имаше и курсеви како да се почне со инсулин. Луѓето се во
не знаат. Ви благодарам, поздрав и убав ден. Така, ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Да. Јас ќе почнам со второто прашање, прво да не ја слушнам, баш добро ќе ми помогнете, околу едукацијата и постојањето на едукативен материјал. Значи, во принцип постои. Низ Македонија има 41 центар за дијабетес, каде што има едуцирани или дијабетолози, или ендокринолози, или дедицирани интернисти кои што работат со лицата со дијабетес и секако дијабетолошки сестри. Значи, тоа се сестри кои што се задолжени за едукација на пенкалото, бидејќи реално докторот нема време. Така. Сите овие аспекти кои што ги кажав да ги прави, нити кај нас, нити во светот е тоа случај. Значи, тоа или се некои посебни профили на луѓе, така наречени дијабетес едукатори, како што се во Соединетите американски држави, или пак во нашиот регион тоа се така наречени дијабетолошки сестри, кои што спроведуваат едукација, значи да може да препознаваат колку јагле хидрати има, особено повозрастните, колку лебни единици има, са помладите многу полесно, бидејќи со овие извори за информации кои што ги имаме, да откуцате, не знам, било која храна, carbs на интернет, сите зборуваат англиски, ќе добиете колку има, да, или се има апликации кои што само да го сликнете јадењето, ќе ви препознае колку имате грама јагле хидрати, така што за нив е многу полесно. Кај повозрастните имаат потреба од такви печатени материјали. Тоа е секако обврска на дијабетологот кој што ги води, доколку смета дека не се доволно едуцирани, да се направи таа реедукација која што кажав, дека всушност би требало да се прави еднаш годишно. Значи при транзиција на грижата, при компликации, при дијагноза и еднаш годишно. Значи мора да се прави реедукација, таму кај што има потреба да се прави почесто. Првото прашање гледачката беше за целонскиот цимет. Циметот дали може да го намали нивото на шеќерот во крвта, да го покачи? Така се, да, се припишуваат некои полни својства на циметот. Меѓутоа, доколку зборуваме за пациент со дијабетес тип 2, значи веќе со дијагностициран дијабетес, јас би рекол дека поважни се препораките во делот на терапијата. Значи не разбрав дали е на инсулинска или на неинсулинска терапија. Значи тоа е поважна терапијата да ја зема, да се придржува до исхраната и до препораките за физичка активност и скрининг за дијабетични компликации. Тоа е многу поважно отколку Но не би штетило доколку се примени во исхраната. Како било која храна, да меѓутоа дека ќе има некои волшебни ефекти врз гликемијата, не би можел да потврдам. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Ви благодарам. Јас сум диабетичар 20 години. 13 години сум на инсулин, а сум 72 годишна. Клавам 3 пати во дено инсулин, 2 пати хумалог 50, сабајле и навечер, а за руче клавам кристален 14 единици и навечер 14 од обичниот, а сабајле клавам 30 единици. За еден месец, кога почнав инсулино да го клавам, дури бев на таблетарна, не бев толку поправена, ама само со инсулино што почнав да го клавам, за еден месец се поправив 30 килограми. Така. И после неколку години ми даде докторката Оземпин. Добро. За намалување на апетитот и на килажата, така? За килажата, ама многу тешко, само неколку килограми и останав на тие. Во дењето сум малку тешка и значи, други физички не сте заболувања. активна, така? До некаде го држам на нивото на 3-месечниот, скоро ми е стално 7-8. Сабајлешниот кој ќе станев, многу пати ми беше повисок. Сега некако гледам да го нормализирам, да ми биде барем до кај 7-8 на сабајле. Сега прашањето ви како да се реши вашиот проблем, кој што е комплексен. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, што би советувале? Тоа е еден типичен профил. Многу се плашат да е зголема дозата на инсулин за да не се поправат. Да, тоа е добра поинта. Ние се обидуваме да ги научиме, да ги едуцираме пациентите, сами да ги титрираат дозите. Тоа Михаела го знае со мене, значи тоа е нашата крајна цел. Да кога ќе видат, бидејќи не сме достапни во секоја секунда, ме разбирате, во текот на денот или секој ден. Така да нашата крајна цел е пациентите сами да знаат да ги титрираат дозите спрема целните гликемии. Тоа Михаел одлично го прави, што е многу потешко кај тип 1, веднаш да ви кажам, во споредба со тип 2. Исклучително е потешко кај тип 1. Тоа што пациентката го каже е еден класичен профил на повозрасен пациент со дијабетес тип 2, не бил добро регулиран на таблети, префрлен на инсулин. Инсулинот вистина е
даден инсулин кој што има повисок процент на брз действувачки молекули, 50 има 50% брз инсулин, 50% спор, базален, и тоа малце тера на зголемено јадење. И самиот инсулин анаболен хормон, што верувам дека е причина зашто е зголемена тежината, меѓутоа секогаш кога имате пораст на тежината, секогаш е тоа позитивен калориски баланс. Значи повеќе јадела пациентката во однос на физичката активност, во однос на трошењето. Даден е GLP-1 препарат кој што го спомна, меѓутоа со лимитирани, со ограничени резултати. Така што препораките се да и која се на инсулинска терапија, сите овие основни принципи на едукацијата ги спроведуваат и во делот на исхраната, и во делот на физичката активност. Значи, без тоа е дел од терапијата, тоа не е опционално. Значи без промена на животниот стил не може да се очекуваат добри резултати. Нити инсулинот е волшебен лек, нити Оземпик кој што го спомна, практично дека имало ограничени резултати, е волшебен лек, доколку не се направат корекции во животниот стил, во калорискиот днес, во физичката активност, а оние луѓе кои што тоа го постигнуваат, дури доаѓаат и до ситуација да имаат помали инсулински дози. Значи да се намали инсулинот наместо да се зголемува дозата. Пошто ако ја намала тежината, ако се физички активни, ќе почне да им паѓа гликемијата, односно да имаат хипогликемија и тогаш ги учиме или доаѓаат кај нас и правиме титрација надолу, значи ги намалуваме инсулинските дози. Михаела, значи може да се живее сосема нормален живот доколку се направат одредени промени и се има дисциплиниран пристап кон примањето на терапијата. Да, дефинитивно може сосема нормален живот да се живее, само да биде да се пази при конзумирањето на јадењето, колку се конзумира, што се конзумира и исто колку инсулин се внесува, како што кажа докторот. Многу е важно колку се внесува инсулин, бидејќи ако внесеш повеќе, може да дојде до хипогликемија. Ако внесеш помалку, пак ќе дојде до хипергликемија, така да тука мислам дека за повеќето диабетичари е главниот предизвик. Да, најголем предизвик. Главниот предизвик. Така, значи да заклучиме дека може се живее квалитетен живот, а професоре, дали има начин да се превенира диабетес тип 1, како што може да се превенира диабетес тип 2? Бидејќи за диабетес тип 2 велат регулирање на телесната тежина, промена во животните навики, начин на исхрана и физичка активност и ќе се надмино на инсулинска резистенција која што води до шеќерна болест. Што е со диабетесот тип 1? Постои ли нешто такво како тоа е одлично прашање, исто и многу актуелно. Значи, диабетес тип 1 го делиме во 3 стадиуми практично. Првиот стадиум е кога има антитела, меѓутоа гликемијата е нормална. Вториот стадиум е имате барем 2 типа на антитела и почнува се качува гликемијата, меѓутоа се уште не е во диабетичен ранг, не е толку висока, ама веќе не е нормална. Тоа го викаме дисгликемија. И третиот стадиум е кога има антитела и веќе гликемијата е многу висока. Значи веќе постои терапија за во стадиум 2. Тоа се моноклонални антитела, анти-CD3 кои што се исклучително скапи, се примаат повеќе денови, поврзани се со несакани ефекти, меѓутоа онаму и одобрени се кај деца над 8 години. Меѓутоа онаму кај што знаеме дека постои огромен ризик, да речеме монозиготни близнаци, ако едното близначе има диабетес тип 1, веројатноста другото да добија е огромна. И ако го фатиме во стадиум 2, значи каде што се уште нема диабетес, гликемијата не е покачена и таа терапија се даде, постои надеж дека би се превенирал диабетес тип 1. Така што во Европската унија и Соединетите американски држави во тек се големи програми за скрининг на вакви лица кои што се уште нема диабетес, се уште не се гликемиите толку покачени, меѓутоа кои што имаат антитела и гликемиите не се во диабетичен ранг, меѓутоа не се нормални. Да се идентификуваат и евентуално на дел нив да им се понуди таква терапија. Така што тоа веќе постои, верувам дека и кај нас во догледни дни ќе биде реалност. А што со возрастните лица кои што ќе развијат диабетес тип 1 и кои што ќе се јават вакви антитела кои што го уништуваат панкреасот, може ли кај нив нешто да се преземе за се намалат антителата? Видете, антителата нас ни се битни за да ни се потврди дека се работи за диабетес тип 1 или лада. Тоа е таа лада, диабетес 1,5 која што на почетокот ја спомнавме, или латент аутоимун диабетес in adults, која што се јавува кај возрастните, значи не е така експлозивно. Антителата понекогаш знаете ја прават билјата и ние не ги детектираме, меѓутоа уништувањето на бета клетките е веќе направено. Тоа е трајно. Да, инсулинскиот дефицит е веќе присутен. Сега кај тип 1 диабетес, па и кај лада, постои период каде што по тој настан преостанатите бета клетки се обидуваат да ја преземат функцијата. Имаме ситуации кои што траат недели, месеци, ретко подолго, каде што потребите од инсулин се намалуваат, па дури немаат потреба од инсулин.
Таа состојба нарекуваме ханимун. Меден месец и како нели медениот месец траат кратко и кога тоа ќе заврши повторно гликемите се покачуваат, инсулинските дози одат нагоре, така што сето тоа е со ограничено време траење и кога тоа ќе се случи веќе до крајот на животот и тип 1 и овие кои ќе се појават ќе потоцнешна возраст имаат потреба од инсулинска терапија. Значи тоа е веќе доживотна терапија. Тоа е доживотно без оглед ние дали во тој момент ги детектираме или не ги детектираме. Нас тоа ни треба да ја потврдиме дијагнозата. И кога еднаш ги детектираме, веќе нема ни некоја, да речам, клиничка оправданост, тоа континуирано да го правиме бидејќи тоа се случило. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите појаснувања професоре што ни ги дадовте, а на Михаела што ја сподели својата приказна за животот со дијабетес тип 1. Благодарам за поканата. Благодарам на вас. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.